Граѓаните повеќе не сакаат да чекаат на надлежните, бараат итна дислокација на цементарница Усија, за која сметаат дека е причина за алармантната состојба со амбиенталниот воздух во Скопје. Населението се гуши, а маглата секојдневен декор, особено во источниот дел на Скопје. Летово ги труеше вардариште, а земава сопственото грејење, ако им се верува на студиите за потеклото на загадувањето. Граѓаните кои тогаш протестираа сега со најава за нов протест на 25 декември и покрај тоа што секоја недела од оваа компанија која се наоѓа на границата меѓу аеродром и кисела вода, практично во срцето на Скопје, пристигнуваат резултати кои покажуваат дека фабриката не загадува. Од Зелен Хуман град пак бараат итни решенија за загадениот воздух. Овој проблем се провлекува секоја година, а состојбата е се позагрижувачка, како и итна дислокација на фабриката. Секаква тешка загадувачка индустрија мора задолжително да биде дислоцирана надвор од Скопје, град со огромно загадување на воздухот, во кој секоја година предвремено умираат огромен број на граѓани, вклучително и деца. Градоначалникот на град Скопје, пак Орце Ѓорѓиевски, вели дека тие како градска власт ја информираа јавноста со своји препораки како би се справиле со загадувањето. Инспекциите редовно постапуваат. Кои што се однесуваат на забрана на движење на тешки товарни возила во периодите, особено утринските часови, но и попладневни кога граѓаните се враќаат од работа, кои што имаат цел сет практично на препораки, се надевам дека денеска ќе ги поздравите. Ние со нашите инспекцијски служби изминатиот период постапуваме во координација со државните институции, односно државните инспекцијски служби, ќе продолжиме и понатаму. Но сепак е подобра инспекцијската служба споредбено со било која друга општина во државата и постапуваат на терен постојано луѓето, работат и навечер, особено навечер, што не беше пракса во минатото, сега се присутни на терен и навечер и можете како медиуми слободно да побарате извештаи од инспекцијските служби да ви ги дадат на увид и документите по однос на постапувањето. Од иницијативата ја поздрави одлуката на градот за откажување на овогодинешниот огномет за централната новогодишна прослава, донесена како резултат за загаденоста на воздухот. Од тому веќе имаат поднесени 30 мерки против загадениот воздух и бараат надлежните институции сериозно да се позанимаваат со овој проблем.